Почитувани, добро вечер. Гостин во вечерашната емисија Став е Сонја Цветковска, магистар по политички и безбедносен систем на Европската Унија, поранешен пратеник во Собранието на Република Македонија, професор по историја. Господице Цветковска, добро вечер. Добро вечер. Најпрво ми се заблагодарувам на поканата и срдечно ги поздравувам граѓаните на Куманово. Може да не проследат во следниве неколку минути. Ви благодарам што покрај толков голем број обврски успеавте да најдете време и да бидете гостин во вечерашната емисија во која што ќе поразговараме за актуелната политичка состојба, но и за она што моментално го работите, односно менаџирате со една, да кажам, од најсериозните институции во државата. Бурни се реакциите по одлуката на председателот Ѓорѓе Иванов да не го додели мандатот на лидерот на опозицијата Зоран Заев. Зошто е спорна оваа платформа за која што се вели дека е постизборно донесена, односно напишана и тоа во туѓа држава? Така, се согласувам дека по одлуката, по државничка одлука пресена господинот председател Ѓорѓе Иванов, бурни се реакциите од сите страни, но повеќето реакции се позитивни, кои и те како го поздравуваат овој голем државнички чин на председателот. Инаку ова деновиве е многу експлоатирана тема, каде што многу наши експерти во мас-медиумите ги кажуваат своите мислења, така да неспорно е дека и ние, професорите по историја и сите останати граѓани на Македонија, дека не разговараме за истото. Жал ми е што и обичниот граѓанин е засегнат, наместо да ги бркаме сите општествено-политички економски текови во 21 век, ние дискутираме за најфундаменталното прашање во нашата држава. Јас овој ќе се повторам државнички чин на господинот Ѓорѓе Иванов го оценувам на вистина како голем чин во смисол на тоа дека тој е обврзан и должност му е да го чува, да го брани и да го штити суверенитетот и интегритетот на Република Македонија. Впрочем, самиот председател е избран од граѓаните на Република Македонија, без оглед на верска, национална, политичка и друга определба. Ова, согласно член 84, почитуваниот председател го направи за доброто на сите граѓани, бидејќи не може постфестум да се прифаќаат туѓи платформи реализирани, подпишувани во други држави. Американскиот амбасадор Джес Бейли и шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини го повика председателот да ја преиспита одлуката и да ја преиначи. Кој е вашиот став во врска со овие изјави? Веројатно сигурно сте ги слушнале. Така, пред да се навратам и да одговорам на ова ваше прашање, би сакала да посетам за континуитет на државотворноста на македонскиот народ. Што тоа значи? Добронамерни се сите укажувања на политички елити од меѓународната заедница, но истата треба да земе во предвид и да има во предвид дека македонскиот народ не може да живее во редефинирана и кантонизирана држава со двојазичност. Отаму и одлуката на председателот Ѓорѓе Иванов. Значи, државотворноста доаѓа уште од крестенското, разловечкото восстание, тоа е втора половина на 19 век, имаме такви пројави. Понатаму, македонскиот народ се придвижува во различни форми на преродбенички движења, восстанички движења, впрочем што тоа нешто беше својствено во сите други останати европски држави. Видите, нации модерни, современи, како германска, италијанска, од кај што доаѓа и почитуваната висок представник Могерини, всушност се создадени во втората половина на 19 век. Македонецот тука не заостануваше, но секогаш кога ги искажуваше своји желби и стремежи за слобода, тоа го правеше заедно со албанците, со србите, со бошњаците, со власите и сите останати. Така, според мене, да одлуката за уредување на државата, за незиното обстојување и придвижување кон евроинтегративните процеси треба да си биде столбот и одлуката да ја носи токму народот. А народот се изјасни на
предвремените парламентарни избори на 11 декември 2016 година. Впрочем, државотворноста преку Линденското востание, прогласот, Крушевскиот манифест, понатаму уследија многу други востанички, преродбенички движења во почетокот на 20-тиот век кои кулминираат во Втората светска војна, каде што се изборивме за република, држава во рамките на поранешната Југославија и така натаму. И како што сега милуваме во последно време да зборуваме за и третиот Илинден осамостојување, 25 години одбележавме од осамостојување на Република Македонија, и сега што граѓанската иницијатива за заедничка Македонија го ословува како четврт Илинден, практично е една нишка континуитет на сите македонски граѓани кои живеат во Република Македонија. Така да сите надворешни, според мене, ова е мојот став, мешања, притисоци на политичките елити и амбасадори во Република Македонија од таков тип кому да му се даде мандат, сметам дека не е за потребно. Истите се добре дојдени и треба да бидат во Република Македонија нивните екселенции како амбасадори, како известувачи, како подржувачи, како да ги следат евроинтегративните процеси, да ни укажуваат на да ги фалат позитивности што некако осуствува, да ги согледуваат негативностите за кои ќе се стремиме да ги подобриме како македонски граѓани. Инаку што се однесува до високата представничка Могерини, висок представник на надворешна и безбедносната политика на ЕУ, мене, како граѓани на Република Македонија, од незината изјава веднаш некако ми наликуваше на еден начин на притисок, у смисол на тоа, кога укажа на тоа као добронамерно дека треба мандатот господинот Ѓорѓи Иванов да го додели на Заев, го зема нашиот устав, нашето свето нешто на сите македонски граѓани во Република Македонија, го читаше, понатаму спомена за евентуални ризици геополитички како некое наговестување дека ете, во безизлезна состојба сте, ќе ви се случи нешто друго, значи притисок на надворешен фактор, треба да ја согледаме целата балканска констелација, каде што мора да си признаеме врие и во Србија се случуваат политички обштествени промени, во Црна Гора, Босна и Херцеговина, во самата Албанија, каде од кај што произлезла и Тиранската платформа, Косово, Македонија, понатаму нашите соседи бугари, грци, практично целата балканска констелација треба да се согледа и со секоја почит за Европската Унија и Комисија, впрочем и јас магистрирав на политички и безбедносен систем на ЕУ, но некако во последно време чинам дека се изместија од реалните културно-европски вредности што тие ги негуваат и на кои почива самата Европска Унија. Така да господјата Могерини чинам дека проектира од својата политичка доктрина од незината матична партија, таа доаѓа од Комунистичка партија на Италија, но секако кога доаѓа во посета на Република Македонија, таа ги пренесува и ставовите на Европската Унија. Но секако ние како граѓани ја повикуваме Европската Унија и Соединетите Американските држави да реално ја согледаат состојбата, политичка ситуација во Македонија и нека ги остават граѓаните на Република Македонија сами да се одлучат во каква Македонија ќе живеат, а тие веќе одлучија. Значи, тие мнозинство од граѓаните го дадоа гласот за програма на ВМРО ДПМНЕ и Коалиција за подобра Македонија. Сето она друго што би уследило, секако ќе се свати и од обичниот граѓанин и од политичките елити во нашата македонска политичка сцена, како грубо мешање, тие под претекст дека сакајќи да помогнат, навлегуваат малку повеќе во ингеренциите и областувањата на македонскиот народ. Ова е матична држава на македонецот, делена, поделувана, разделувана низ историјата, помина времења средновековни романтичарски идеи, впрочем што и самата платформа
потекнува историјата од Призренска лига, знаете, 1878 година, кај што уследи Сан Стефано, Берлински конгрес, понатаму пројавена на Лондонска мировна конференција 1912, не случајно и декларацијата, гледате во самата платформа е од 1912, 56, бидејќи тогаш албанскиот народ на чело со Ахмед Зогу прогласија кралство Албанија. За да понатаму во целиот историски тек, нели, во своето обкружување од секогаш пројавувале територијални претензии и така натаму. Инаку чинам дека европските чинители, европските центри, популарно наречени, сега спомена пред малку, нели, како сценаристи или граѓани, никого не повикувам, значи тука веќе на виделина излегоа многу дејанија, многу работи кои постепено се испишуваат во современата историја на Република Македонија. Но едно нешто сакам да им порачам на граѓаните на Куманово, на Република Македонија и на пошироката меѓународна заедница. Сега, кога македонскиот народ има своја држава, значи 25 години, не случајно го споменав континуитетот во држотворноста на македонскиот народ цело време низ историјата, да не се навраќаме од античка Македонија, од средовековна Македонија со цар Само, така натаму. Сушност не е исто, луѓето велат се повторува историјата, не. Се повторуваат исти општествено-политички претензии и тенденции на одредени политички сценаристи кои мислат повеќе за сосвениот интерес, отколку за интересот на сите граѓани соседи во своето обкружување, што може да биде многу ризично и да прерасне во дестабилизација. Впрочем, сакам да кажам дека сега ова ситуација не е иста како до пред 25 години. Сега македонскиот граѓанин си има своја држава, признаена скоро сите држави. Значи, нештата, фундаменталните нешта за идентитетот, за името, јазикот во 21 век, да ние и сега се докажуваме кои сме, што сме, или да бидеме на браник и да браниме е нонсенс. Ова нешто е незамисливо, бидејќи јас сум била долгогодишен активист за човекови права на меѓународно ниво, значи некаде 12 години во комитетот во Страсбург и имам работено за ЕИП Словенија. Така да мене многу ми се познати овие суштествени права на човекот, дека по своето раѓање му следува и јазик, и култура, и идентитет, и така натаму. Така, за излез од политичкава криза, ВМРО ДПМН е партијата на која што нели и вие сте член, бара нови избори кои би се одржале заедно со локалните, или пак ЗАЕФ да ја прифати понудата на ВМРО ДПМН да се откаже од платформата и да ја добијат поддршката од ВМРО за формирање малцинска влада. Од друга страна пак Зоран Заев од вчерашниот 8-мартовски марш во Гевгелија порача на мирен начин да се промени и да се предаде власта во државата. Кое би било идеалното решение за излез од моменталната политичка криза во државата? Според мене, практично најидеално, како што велите вие со вашиот термин, најбезболно, најдемократски би било повторни предвремени парламентарни избори. Господинот Заев, точно кажавте, повика на мирен трансфер, но тој треба да знае дека платформата не му ја изгласа народот, граѓаните тие што гласаа. Еве, ако е толку сигурен, сполнува 700.000 гласачи дека се приврзаници. Нека повика, нека прифати да има предвремени парламентарни избори и да видиме што ќе ги ставиме понудите пред граѓаните. Тоа би било најтранспарентно, најбезболно. Многу е лошо да дојде до конфронтација етничка. Значи, јас ќе си дозволам да коментирам, деновиве ги следам политичките колеги, опонентите, како што се Петре Шилегов и многу други останати, каде што кога ги слушам дека како говорат за тоа и господинот Заев и Радмила Шенкеринска со широк осмех, нели, идеше на кај чекореше храбро на резиденцијата на Ѓорѓе Иванов, не баре нешто многу важно се случува.
сакајќи пред граѓаните да представи дека не станува збор за ништо безизгледно страшно. Сушност, кога ги слушам вака, се повеќе мислам дека јас како единка, како граѓани, како човек, дека јас повеќе си ги сакам албанците, соседи, колеги, соработници од професионална област, политика и така натаму, отколку тие споменати и многу други СДС, не сите, отколку тие што си го сакаат со свениот македонски народ, што го ценат. Значи, тоа е многу лошо, бидејќи нивното експонирање во јавноста со такви изјави од типот на фашисти или не знам што, сигурно ќе стане збор за во понатомашниот тек на нашата дебата и за тоа може малку да поразговараме. Еве, јас можам да кажам како долгогодишен член од 90-тите години на ВМРО ДПМН, како сум почнала од база, како секретар на месен комитет, председател на месен комитет, член на општински комитет на ВМРО ДПМН Комана од 2005-та, член на Централен комитет на ВМРО ДПМН, како највисоко тело на нашата партија од 2007 година наваму, скоро 10 години, ја почитувам одлуката на нашето партиско раководство да се понудат нашите пратеници, 51, и да формираме едно парламентарно мнозинство и да ја придвижиме Македонија кон вистински правец, кон негување на едно унитарно демократско општество и најпрви да мислиме за економската иднина на нашата држава, да мислиме за идните поколенија. Значи, нашите предци ги оставија коските за ова наша држава. Тука можам да кажам слободно дека сушност и во самиот македонски код, во самото македонско битисување, во самото неговото чекорење низ историјата и денеска достоинствено кажувам дека секогаш се раководи од миролюбива и коензистентна политика. Затоа нас, ВМРО ДПМН, не нарекуваат патриотска партија, па некогаш и тоа ни го забележуваат, ви се молам, што е нормално во секоја демократска европска држава прво да си ги негуваш своите национални чувства, да се почитуваш сами од себе си, па тогаш и другите останати етнитети. Бидејќи секогаш низ историјата кога ВМРО делувало, секогаш делувало заедно со албанци, срби, турци, роми, власи, социјалисти, значи без оглед на политичка, етничка, национална припадност и така натаму. Додека опозицијата и сега само прогласена вештачки, нели, парламентарно мнозинство, велам вештачки, бидејќи него добија мандатот од граѓаните за тоа, сушност во нивната матрица, во нивната идеологија, секогаш иделе на, би рекла слободно, како историчар, на разнебитување на македонската држава. Тие патеа, жалеа, кога се случи референдум, така да беа изненадени да и нивните членови гласаа, нели, за референдумска независна самостојна Македонија, со промена на името кои го протурка така како привремено, понатаму со промена на знамето, сега сценаристите го најдоа предавникот Заев, кој единствено нешто такво би можел само еден таков човек со таков нерационален ум, би рекла, или не знам како да го оквалификувам, да може да се дрзне да посегне по најсветото нешто на еден народ е токму јазикот. И се друго, но јазикот е на прво место. Господице Цветковска, вечерва наполно ќе стекува рокот за распишување на локални избори, кои што би требало да се одржат во првата половина на мај, за да се испочитува изборниот законник. Очекувате ли нешто пресудно одлучувачки да се случи до вечерва? Јас, како поранешен пратеник, сметам за потребно да
повисоките политички елити седнат, го разгледаат деловникот на собранието, да се разгледаат можностите за понатомошно пролонгирање на локалните избори во прашање на неколку дена. Секако дека тука треба да се види севкупната политичка ситуација, бидејќи постојат многу тензии, така да на тоа прашање во моментот не би можела да ви дадам конкретен одговор, ќе видиме понатаму, ти ги следиме случувањата, збиднувањата. Што секако убаво би било да се случат, бидејќи последните избори од сите релевантни фактори беа оценети како најфер демократски избори и така натаму. Тоа е нешто најбитно, затоа отаму и болката за постизборни платформи кои се прават. Понудата треба да се прави, сите ние знаеме. Еви сега за локални избори градоначалникот си прави своја програма. Да, граѓаните гласа за личноста, но најмногу за програмата. Така е. Последнава недела, она што е најактуелно е граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, нели организира мирен протестен марш низ речиси низ сите градови во државата. На овој протестен марш се приклучија и граѓаните на Куманово. Каков ефект очекувате од нели ваквите протестни маршови низ градовите? Така, граѓанската иницијатива за заедничка Македонија чинам 5-6 дена, нели, како ги организира протестните маршеви, што нешто отпочна и кај нас пред 4 дена или така нешто. Слушам дека и продолжува вечерва од 18 часот, каде што гледам луѓе кои достоинствено маршират, кои застанаа на браникот на одбрана на суверенитетот и интегритетот на Република Македонија и како што преходно кажав, различни се нештата. Денес македонските граѓани имаат самостојна држава. Во нивни раце е судбината на Република Македонија, така да јас очекувам позитивни ефекти. Гледам постојано граѓанската иницијатива се шири во другите градови. Не се тоа како што некои милуваат од опоненти да каже 3-4 илјади граѓани. Тоа се огромно, многобројно граѓанство кој излегува мирно, кој протестира и јас можам да кажам, јас како граѓанин на Република Македонија, како македонец, како македонка, ги поддржувам овие протести и учествувам во истите. Јас должам тоа на моите предци, каде што мои двајца прадедовци го дадоа животот, значи на мојот татко двајца дедовци, кои никогаш не ги видел, не ги запознал во животот. Така да тој порив, тој стремеж, таа желба, таа љубов кон зачувување на мајка Македонија те тера да излезеш надвор. Тука веќе јас не поаѓам од моја идеологија. Јас секогаш сум делувала како поединец, индивидуалец, а кога ги извршувам државнички функции и кога сум во партијата, нормално дека го споделувам и моето размислување, го поздравувам размислувањето, понекогаш и некоја критика паѓа, така да тоа е се нормално во една парламентарна демократија. Во Куманово, морам ова да го кажам пред почитувани граѓани на Куманово, учествуваат многу граѓани, да, гледам и од други политички партии, па од опонентите, бидејќи доаѓам од образование, моето работно место е во гимназија, од многу училишта, од многу други институции што општам деновиве, многу дават поддршка и велат би сакале да излеземе на улица, но ни забрануваат, ќе не сликале, ќе не снимале, не знам што. Какво е тоа практицирање на власта? Како може некој некому да забранува да си го искаже својот став и да си го свое најосновно човеково право на протест, загарантирано со устав, загарантирано со декларација за човекови права од 48 и нааму и така натаму. Токму на еден од првите протести во Скопје беше нападната и претепана новинарска екипа, нели додека ги извршувале своите работни обврски. За овој инцидент МВР имаше приведено осомничени, Сдруженијата на новинари, самостојниот синдикат на новинарите, политичките партии ВМРО, ДПМН и СДСМ го осудија нели овој немил настан
Кој е вашиот став за едни вакви немили настани во секој случај? Сигурно, ова е за крајно осуда. Значи, новинарската фела треба да си ја врши своја професија, значи слободно новинарско изразување, дури и кога критизира, без оглед дали актуелната власт, опозицијата и така натаму. Секако дека е за осуда и не би било убаво вакви работи да се случуваат и тоа треба да има правна разврска, според мене. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН последниве месец-два имаше низа пресконференции во кои што нели се обвинуваше работата на градоначалникот Зоран Дамјановски и локалната самоуправа во насока на загаденоста на воздухот, неизградена патна инфраструктура ветена и низа нели други проекти кои што се ветени, а се уште не се остварени и реализирани. Доколку дојде ВМРО ДПМН на власт, ќе бидат ли решени сите проблеми во Куманово? Да, секако дека ова што го набројавте имаше низа пресконференции организирани од нашиот општински комитет на ВМРО ДПМН, на кои ние сме посетувале во сите изминати години. За ова и не треба многу да говориме, прочем, сведоци сме во нашето обкружување дека нашиот град Куманово тапка во место како средовековен град, мрачен град, со сообраќаен хаос, со урбана мафија би рекла, со најнехигиенски град. Она што се случува на Куманово не само во изминати 25 години, и пред тоа, нели, секогаш знаеме дека СДСМ во споменатиот интервал биде на власт и преходно кога имаше практично фабрики кои беа затворени во времето на транзицијата, кога тие ја практицира парламентарната власт, секогаш затвара фабрики, брка луѓе од работа, многу технолошки вишоци, социјални случаи и така натаму. Да се посетиме 2002 многу, ова не само за локална власт, зборам и за централна власт, СДСМ како е практицира, многу бркања од работа, многу дејанија, така да сметам лично дека кумановските граѓани и на последните избори тоа го препознаја и вие многу се сеќавате дека ние во првиот круг водевме, може би разликата и не беше толку голема, но доволна за да во вториот круг победиме, затоа што советничката листа ни беше добра, нели мислам со добро освоени гласови, каде што во тој момент имавме настапување на дом, како иако бевме во парламентот на централна власт заедно, на локалната власт ја настапија посебно, да и тие гласови беа соберени, секако ќе имавме мнозинство и во Советот. Но тие победија во вториот круг со албански гласови, нели повеќето како што е општо познато. И тука би споменала дека ВМРО ДПМН ќе води грижа за сите граѓани, без оглед на национална или верска определба. Така да албанците се почитува народ, верувајте, и тие не ги сакат овие работи. Овие платформи од туѓи кујни, туѓи влади, каде што имаме соросоидни изветеперувања, каде што имаме проектирање на глобална политичка сцена во Балканот, тоа ќе заврши. Верувајте, овој период е таков транзиционен, каде што многу збиднувања ќе се случуваат на глобална, европска, балканска сцена. Јас сум голем оптимист дека ова ќе се реши. Обичниот албански граѓанин не е за вакви работи. И јас сум за тоа да ги уживаат сите права и слободи, бидејќи тоа нив им следува. Но со 20% да некои политички елити барат редефинирање на државата и двојазичност, како да сме 50-50, тоа мислам е нонсенс, тоа е незамисливо. Еве кажете ми вие една практика во Европа или пошироко каде што еден народ има 2 или 3 матични држави. Често пати слушам дека се повикува, да не бега малку темата, дека за локална власт збориме, да би сакала и тоа да се искажам, се повикуваат на Швајцарија и тоа како таа е уредена. И дека такво нешто би можело и тука. Го гледавме господин Озаев во Цирих,
таму нели постои конфедерација, тука ќе правел кантонизација, ама он заборава дека Швајцарија, Швиц, Ури, Урте, Валден, сите три кантони се формирани 1291 од 13 век, и кога Швајцарија се формира како и сите останати народи, кога формира своја држава втора половина на 19 век, практично сите народи што го сочинуваат конфедерација Швајцарија си имаат своји матични држави, и германците, и французите, и италијаните. Тоа не може да биде исто. Македонскиот народ, македонскиот етнитет, етнографски, историски, географски, како сакате, е присутен тука од антика до ден денеска. Од тука тргнале, почнале многу работи. Незалудно не викаат библиска Македонија. Јас како историчар ќе ви кажам, од првата цивилизација почнува од исток, од кај нас се преселува на Балкан, па ние шириме во Европа. Од тука тргнаа многу работи. Од тука тргна и просветителство на нашите почитувани предци, просветители Свети Кирил и Методи, првиот Климентов универзитет, па наназад ако се вратам, бидејќи спомна библиска Македонија, прва македонка Лидија беше прва христијанка, па апостол Павле тргна од кај нас и го ширеше христијанството во Европа. Ние бевме лицето и огледалото на Европа за културни вредности. Незалудно таа беше наречена зандана на народите, па ние имавме во почетокот на 19 век 33 германски држави. Нели? Се обединија, Прусија, например, ја обедини Германија, создадоа своја држава, ама Австрија си се издвои, така, Италија и сите останати држави. Ако тие меѓусебно се почитуваат како соседски народи, тоа е истото, нека не остават и нас, ние самите да го решаваме. А вака, преку притисоци, преку добронамерно укажување и слично, мислам дека не прават добро никому. Секогаш представници на Европската Унија се добре дојдени во Македонија. Тие играли добра улога, се наоѓале во улога на арбитри, но при тоа не треба да заземаат страна. Мислам дека тоа би било кобно за било кој народ и било кој етнитет. Кога веќе ги спомнавме локалните избори, очекувате ли победа? Секако. На локалните избори? Да, секако очекуваме победа, бидејќи граѓаните на Куманово многу убаво гледат и знаат како нашите градоначалници во сите останати општини, повеќе од 80%, нели, се градоначалниците од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, како градовите напреднале, колку се во тек со европските трендови, како е практицираат масовната култура, се отворија многу технолошко-индустријски зони, инфраструктура и се тоа на друго. Што следи, мислам. Сега допрва треба да видиме што ќе се случува натаму, доколку за брзо време бидат распишани локални избори, како и што е ред, тогаш секако дека тоа нешто ние ќе го кажеме јавно со нашиот кандидат, наша програма. Што е она што прво, едно од првите работи би требало да се сменат во градот? Еве како граѓанин на Куманово. Ова прашање, искрено ќе бидам, е меѓу потешките прашања. Зошто? Затоа што треба многу нешто да се менува. Јас би контра прашање поставила на ова. Еве, кажете ми еден проект, едно нешто направено во Куманово. Секако ќе ви текне, можеби, така ќе си дозволам да искоментирам, за базен, кој беше ветен пред неколку години, е само тоа нешто. Господинот градоначалник Зоран Дамјановски 12 години на власт, 25 години пред тоа. Немаме ништо, не само што не сме напреднале, туку се уназадуваме. Така да, што прво ќе се направи? Како што споменав, изнаоѓање локација на индустријско-технолошка зона, да младите се вработуваат. Гледате како политиките на нашата партија ВМРО ДПМН идат кон тоа да младите се вратат на електротехнички, машински струки, и тоа е добро. Јас гледам мои ученици поранешни и сега другите генерации се запишуваат на тие дефицитарни науки, математика, физика, информатика и така натаму. Да, едноставно, бидејќи сега образованието нели под локална власт и тука се направи многу, да се
реконструират училишта, изградба на градинки, значи има многу бројни проекти со кои би требало да се зафатиме, средување на инфраструктура. Па ако сакате и немаме и најосновна работа, улично осветлување, не хигиена. Така да јас не би прво нешто издвоила, бидејќи многу нешто има, тоа би идело веројатно паралелно и последователно со тек на времето да се решат сите нешта, се во интерес на сите граѓани на Република Македонија, без оглед, пак се повторно, на верска, национална, се извинувам, етничка и некоја друга припадност. Бидејќи кога ВМРО ДПМН прави програма, како што во изминативе 10 години практично ја практицира централната власт, јас би оценила како историчар не дека е моја матична партија, како преродбеничка, реформска партија која придвижи Македонија многу напред, каде што се направени, изградени безброј културни институции, училишта, реформи во здравство, можеби не е доволно, но сепак многу направено во однос на друго. Бесплатни учебници, дека доаѓам од просвета. Јас не можам ли да замислам СДСМ кога би дошле на власт, тие веднаш ќе укинат. Нема бесплатен превоз, нема бесплатни учебници. Знам колку зема моите колеги до 2006 колку земавме плата во просвета, колку е сега, после 10 години. Пензии, субвенции, тие уште не дошле на власт, се самопрогласија за победници по 11 декември, веднаш нивните челници почнаа да ги терат тезите дека пренатрупаност, дека пензионери земале големи пензии, дека администрација треба да се растерети, да се намалувале плати и слично, а ваму цело време трубеа живот ке носеле во Македонија и 30.000 денари плата. А сега по завршување на изборите во постизборен период сакаат да воведат една реформа, една се извинувам платформа увезена однадвор, за која практично граѓаните на Република Македонија не гласа. Едноставно, зошто не ја ставија пред изборите? Бидејќи, видите, ова не е од сега, ова е планирано кој знае колку време и интервалот е сигурно подолг. Тие мислеа дека ќе замајуваат јавноста вака на овој начин, ќе ја вметнат некако, ќе успеат, ќе издействуваат со помош на чадорот, оркестрирано од сите страни, но пак се повторам, заборава дека овој народ живее во суверена, самостојна Македонија многу време и е државотворен и нема да дозволи такви работи. Со тоа што секое прифаќање, пласирање на една ваква платформа во типот дека не е тоа така, дека ќе се сочува устав и унитарноста на државата, ги слушам челните луѓе на СДСМ, дека се во преговорите со коалиционите партнери, сега нели нивни коалициони партнери, Алијанса, ДУИ и БЕСА, дека биле прифатени само генерални политики, кого тие ќе замајуват и ќе залажуваат. Тие 18 подписи до 6 и 7 не ги добиват они за така наречени генерални политики, каде што пак челните луѓе за кои не ги обвинувам, тие си ја терат нивна агенда, албанците, колку и да се политички разделени, кога треба, кога се случуваат некои нешта што е во интерес на албанецот, се соединуваат. Иако, убедена сум, ова е мој личен став, дека и тие се свесни дека такво нешто не можат да го протуркат и да го истуркат и да се стави на маса, а не па да се имплементира. Тоа е просто невозможно. Невозможна мисија. Според вас, можно ли е Куманово повторно да стане опозиција, нели под предпоставка Зоран Заев да формира влада, а од друга страна на локални избори да добие ВМРО ДПМН? За тоа треба да почекаме, значи да ги видиме збиднувањата тековите политички во престојниот период, инаку во една парламентарна демократија се е дозволено. Ако има предвремени парламентарни избори, а тоа е најдобро по мене решение сега, во моментот, и граѓаните кои се одлучат за другата опција, во ред, така, тогаш не е ништо спорно. Но го знаеме стремежот, желбата, љубовта на сите македонски граѓани
И секако дека после овие збиднувања, а господин Озаев е свесен, доколку сега има предвидени избори, дека ќе изгуби многу. И да не го радува многу него тоа што, како историчар сега говорам, сите албански партии се тоа околу него, бидејќи во моментот кога нема да им ги испорача барањата, а тоа така и ќе биде, нема да биде во можност да им ги испорача, грбот ќе му биде свртен, а цехот тој ќе си го плати. Значи во прашање е нешто многу, многу поголемо, што времето ќе си покаже. Така, вие не случајно сте раководител, односно директор на затворот во Кшење. Вие имате посетувано меѓународни обуки и добиено безброј признанија. Кажете ни, од областа на човековите права, кажете ни поконкретно еве за какви обуки станува збор? Да, во изминатите години до 2003-2004, практично 15 години од моето ангажирање професионално како професор по историја и како член на председателство на Институтот за национална историја, едно време и координатор на наставниците по историја, голем активист од историската наука, но и од областа на човековите права, каде што бев примена како единствен партиципант од Република Македонија. Соработката беше преку Комитетот за човекови права во Страсбург и имам посетувано многобројни меѓународни конференции, семинари и обуки, и истите гледав и како едукатор, како професор и сега како директор на казнено-поправна установа затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка, да искуствата ги применам директно во самата работа. Така да имам настапувано многу пати и за македонскиот екзодус, за егејската бегалска криза во Република Швајцарија, каде што беа поканети 72 представника од најразлични држави. Секогаш сум мојата маленкост би рекла настапувала не само на домашно и на меѓународно ниво за да се каже и покаже на Европа дека македонската национална свест е многу голема, еволуира и дека токму тоа е таа нишката, таа сила што народот ја има. Ние сме мала нација, малобројен народ, но со многу голем дух и многу големи културни национални вредности. Во казнено-поправната установа во Кшење се спроведуваат повеќе обуки за низа занимања, за осудените лица. Дел од нив веќе ги добија уверенијата за завршена обука. Колку лица досега беа опфатени со овие обуки и колку обуки, односно колку занимања досега се завршени обуките во затворот и како овие обуки се прифатени од страна на осудените лица? Така, тоа добро сте информирани. Ние од преходниот прв циклус на обуки излеговме и пошироко во мас медиумите да ги скажеме сите наши напори, кои сите наши работи кои ги спроведуваме во затвор Куманово, но најпрво пред да почнам да зборувам за суштествени работи, за прашањето кое го поставивте, би кажала дека затворскиот систем е еден посебен систем каде што кога се вратам назад пред 3-4 години од отварањето на самиот затвор на установата од 30 септември 2013 година, кога имав многу покани од телевизии и новинари да проговорам за самиот затвор, избегнував, искрена сум, бидејќи сметав дека е тоа еден таков систем затворен кој што и не треба многу да се зборува, да се отвараат некои нешта. И впрочем тогаш бевме само што бевме зачекориле во установата и си велев кога ќе отпочнат нештата, кога ќе отпочне работа и должност за кој сме ние таму, тогаш ние ќе се отвориме и во јавноста, како што впрочем и тоа го правиме сега. Бидејќи ние од самото отворање на КПУ затвор Куманово, во чии склоп е отворено одделение во Крива Паланка, наидовме на известни потешкоти каде што имавме помал број на вработени, значи бевме во тимот 5-6 души, така да големо поздравување и почит кон нив за екипата, за тимот и за
надзорниците и командирите кои беа на обука преходно во затвор Скопје, или популарно наречен Шутка, да постепено се доекипиравме. Сега сме, тоа не е тајна, може да се каже 70-тина вработени благодарение на управата извршување на санкции, Министерството за правда, през се владата на Република Македонија. Се доекипиравме, се опремивме, влеговме внатре, значи, како оснивач на затвор Куманово, практично требаше да се почне од нула. Ги формиравме сите сектори, финансиско-правен сектор, сектор за ресоциализација, многу битен за осудените лица, понатаму сектор за обезбедување и ред други работи, и така да лека полека практично ние дојдовме до она што сме денеска. Користевме искуства, се консултиравме, применувавме, проектиравме своја енергија и слично, така да во самата установа постојат работилници кои доправа ќе бидат опремувани со тек на време. И во тој момент имавме идеја да почнеме обуки на осудени лица и да постепено, нели, како нов затвор, почнуваме од нула, да ги допремуваме и слично. И тоа се случи под покровителство на UNDP, нели, меѓународната организација на Обединетите нации, и високиот представник, и голема благодарност до господјата нејзината екселенција Луиза Винтон, Министерството за образование и управата за извршување на санкции, да изведеме една ваква обука и еден ваков проект, кој трае повеќе од година и пол. За нас беше тоа голем предизвик, бидејќи ние осекогаш тоа го баравме, имавме таква интенција, и нашите воспитувачи кои работат во сектор за ресоциализација работеа неуморно со осудените лица за да во првиот циклус случиме што повеќе луѓе. Видите, тие во прво време наидоа така на отпор у смисла на тоа дали ќе можат да одговарат на зададените задачи, бидејќи требаше да следат теоретска, практична настава и обука и слично, па да полагаат и така натаму. Ние ги мотивиравме, беа мотивирани и со тоа што сушност сите што се стекнаа со уверение сертификати не им важат само на територијата на Република Македонија, туку и пошироко, каде што тие можат да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Првата обука беше минатата година со звања пекари и бравари, значи 22 осудени лица. Во вториот циклус, кој заврши пред еден месец, знаете, нели, 28 лица, значи некад за околу 50-тина. Да при тоа, од првиот циклус, осудени лица што ја заврши обуката за машино-бравари, 6 од нив се пријавија, ги потикнавме да се пријават за агрон-заварувачи. И уште неколку нови осудени лица, што значи дека бројката порасна, каде што имаме 16 обучени осудени лица со агрон-заварувачи звање, кое е многу барано, дефицитарно и во Република Македонија пошироко, и 12 пекари. Така да, многу е битно што за мене, барем кога ги гледам, кога им ги доделуваме дипломите, како се тие чувствуваат вреднувани, одважни. Сепак тие се луѓе, ние така ги гледаме, значи, кон осудените лица треба да се пристапува со почит, особена, кон внимание, и тие тоа го возвраќаат. Имаме осудени лица од најразлични категории за најразлични кривични дела, од религиозна и друга припадност, национална и не знам каква. Така да гледаме што повеќе да се занимаваме со нивна ресоциализација, отаму и ги потикнавме овие обуки, да немаат време за она популарно наречено во граѓанството затворска инфекција. Отаму и имаме во нашата установа отворено, треба сакам да се пофалам со тоа, библиотека на кој може да ни позавидат многу културно образовни институции, негде околу 2600 книги. Значи, смогнавме сили со тимот,
ете така, благодарност голема, идевме до Браќа Миладинос библиотеката, до библиотека на Филозофскиот факултет, до сите други, до градската библиотека во Скопје, кои ни донираа книги и од почеток со тек на времето ние ги поттикнавме да читаат, па ете по некое уверение, благодарница за тоа, по некоја награда, да навистина почнуваат да читаат. Сега повеќе можеби притворскиот дел, бидејќи знаете тие се нели 24 сата во келијата, 2 сата има тоа слободно движење на отворен простор и да времето им поминува. Имат спортски теретани, најсовремено премен, значи затвор, спортски терени надвор, така да не е проблем, можат на секој начин да се релаксираат, да не се чувствуваат загрозени. Сушност ги ангажираме работно во кујната, во трапезарија, им поминува времето, значи работат како курири, редари. Имаме така наречена надворешна група на работно ангажирање на осудени лица кои имат отворен третман и кои работат, излегуваат надвор од затворот, во интервалот од 8:30 се враќаат до 17:30, каде што затвор Куманово подпишува договор со одредена фирма за работно ангажирање на осуденото лице. После тој договор оди во управата за санкции, го аминува тоа таму, ние го имплементираме и осуденото лице излегува и е работно ангажиран. Нормално си имаме тим екипа која го следи тоа работно ангажирање, за дали се навистина на работно место, им правиме проверки, доколку имаме злоупотреба, имаме па и тогаш ки им скусиме, го нели раскинуваме договорот и така натаму. Така да понатаму очекувам да заживее јавно приватно партнерство со затвор Куманово. Може македонските бизнисмени конкретно во Куманово, бидејќи во наше окружување нели затворот во Кшење, иако малку подалеку 25 километри, осудените лица што одлежуваат затворска казна во затворот во Куманово може да работат само во близина, односно во Куманово или во Сети Николе. Додека во отвореното одделение што ги имаме во Крива Паланка, работно се ангажирани во Паланка или имаме ангажирање на општествена корисна работа и така натаму. Врз основа на сето ова што го кажавте, заклучокот е дека има сите уствари се дисциплинирани осудени лица кај вас. Сега јас пак ќе се повторам, значи тука целиот тим на командирите, надзорниците, воспитувачите, цивилите, математичната служба, ако има взаемна почит на овие тимови со осудените лица, тие тоа го гледаат, го согледуваат. Има недоразбирање, нормално е. Тоа е таму како една, да речам, условно голема, широка фамилија. Понекогаш се јавуваат недоразбирања меѓу осудени лица, конфликти, така натаму, што ние гледаме да ги избегнеме, да арбитрираме, па да казнуваме дисциплински престапи и така натаму. Не сме имале големи проблеми и не очекувам да имаме, бидејќи ние имаме разбирање за нив и тие навистина возвраќаат човечки, бидејќи хуман пристап имаме. Уште да кажеме самите осудени лица. Така, колкав е капацитетот на оваа казнено поправна установа? Вака, значи затвор Куманово е со капацитет од 250 лица, на кои отпаѓа притвор од 50 лица, а другиот останатиот дел е сместувачки, односно ние сме полуотворен тип на затвор всушност, но во рамките на полуотворен тип на затвор имаме, значи, 8 полуотворено одделение, имаме затворено одделение и отворено одделение во затвор Куманово. А во Крива Паланка е само отворено одделение. Господица Цветковска, пред самиот крај на емисијата, да ве прашам колку е тешко или лесно да се менаџира да се раководи со една ваква сериозна установа и како успевате да се справувате со предизвиците? Така, ова прашање ми е многу познато, бидејќи повеќето почитувани новинари или па од моето окружување, од соседство или од пријателите ми го поставуваат. Предизвике, да. Не е лесно да се раководи една ваква институција, но јас сум така воспитана, би рекла, во војнички дух. Мојот почитуван татко е пензионер од поранешната АРМ, пред тоа ЈНА.
понатаму и како историчар, веројатно, како магистар по политички и безбедносен систем, секогаш ме влеча, значи, вакви нешта, ваков домен, ваква сфера на делување, што не би се согласила, нели, пак се повторам дека има машка, женска професија, но многу интересно е, би сакала тоа да го споделам со вас. Има многу мажи така, корпулентни би рекла, кои одважно ќе кажат дека и тие не би се нафатиле на една таква позиција што секако импонира. Одговорна е, но кога се работи транспарентно, кога се работи последователно, кога се работи тимски, и успесите не изостануваат. И за крај би кажала дека ние како установа, како затвор Куманово, веќе трета година поред сме пофалени, добиваме признанија од домашни, меѓународни релевантни институции. Вие знаете дека најголема моќна мора, би рекла, за затворите не само во Република Македонија, туку и ширум Европа е популарното CPT или Комитетот за нечовечко постапување или тортура, кога доаѓаат од најразлични држави, цела делегација и вршат мониторинг на целата работа, од самиот почеток па до сега, кај што сме исто така пофалени, каде што ни е одадено признание, и сето тоа нас само не турка, не придвижува напред, за да можеме што повеќе со поголеми усилби, со поголема енергија да ја метнеме во самата установа. Ви посакувам уште поголем успех и на професионален и на политички план, и ви благодарам уште еднаш што успеавте да издвоите време и да бидете дел од вечерашната емисија Став во Телевизија Плюс. Ви благодарам многу на поканата. Секој е добро. А вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.